Добар ден. Според извештајот на Светска банка за зелен раст во Македонија, нашата земја има најзагаден воздух во Европа. Македонија е на 5-то место според бројот на смртни случаи предизвикани од загаден воздух. Тоа се PM честичките пред се. Тие честички се одговорни за 1350 смртни случаи годишно во Македонија. Тука се и илјадници загубени работни часови. Со нас во студиото се Беса Татеши, се извинувам, советник за индустријско загадување во Министерството за животна средина, и Душко Груевски од организацијата За нас се работи во Битола. Ние поканивме и представник на РЕК Битола, меѓутоа во последен момент тој поради обврски одлучи да не дојде овде во студиото. Зборуваме за загадениот воздух во Македонија. Во Битола, Скопје, Битола и Тетово се меѓу најзагадените градови. За Битола е познато на самиот сајт на Министерството за животна средина се признава дека најголемиот загадувач е термоцентралата РЕК Битола. Јас би почнала со вас, Душан. Кажете ни точно што се случува во Битола, каква е ситуацијата? Вие имавте протести неодамна, зошто? Знаете, првен благодарам за поканата и можноста да го кажеме нашето обидување за овој проблем. Иако почитуваната господја е поголем експерт во оваа област од мене и ќе се земам за право да го кажам оно што ние го знаеме, а тоа е исклучиво врз основа на резултати добиени од јавни институции. Мерните станици кои постојат во Битола, 2 на број, покажуваат дека во Битола има енормно присуство на PM10 честичките. Една студија, едно истражување кој го имам тука подоцна, веројатно ќе ви го покажам, вели дека во рокот, во време трајање од 5 години, извршеното мерење кое се преточило во некоја програма за справување со квалитетот на амбиенталниот воздух, вели дека Битола во една од годините стигнала до 180 дена прекорачување на загадувањето, кое максимално дозволената граница е пропишана на 50 микрограми. И тоа загадување не треба да биде преминато повеќе од 35 дена во година. Така. И самото министерство има наведено на својот сајт препораки како треба да се справуваме со тоа и така натаму и така натаму. Сакам да кажам дека институциите кои се релевантни покажа и докажа дека во Битола граѓаните на Битола и воопшто на Пелагоничкиот регион дишат енормно загаден воздух и тоа пак другите експерти го преточија во бројки и кажа колку тоа ја чини државата на име на слободни работни денови, односно здравствени проблеми и така натаму и така натаму. Проблемот со кој се соочуваме, веројатно некоја од институциите, Министерството за животна средина, веројатно треба да изнајде решение и согласно изнајденото решение да го имплементира. До сега ние не знаеме за некаква имплементација и сигурни сме, не мислиме, туку сме сигурни дека за проблемот со загадувањето, со загадениот воздух во Битола, ама никој апсолутно не презема ништо конкретно. Да ја оставиме господја Татеши да каже својот одговор на ова. По однос на загадувањето на воздухот, јас би рекла дека е тоа проблем кој што ја засега цела Македонија, не само некои поединечни општини. Факт е дека некои се соочуваат во поголемо ниво со обзир на другите општини, нели? Но никако не би се согласила дека Битола е една од најзагадените градови во државата. Кој е најзагаден град според вас? Јас мислам дека углавном во целата држава се соочуваме со проблемот за загадување на воздух, поготово во времето односно во зимскиот период, кога како најголем проблем би го насочила грејењето на граѓаните. Значи, и сами треба да признаваме доколку, например, ги пратиме емисиите како се одвиваат во текот на годината, засигурно ќе можеме да заклучиме по однос на сите показатели кои што се јавни и во нашата веб страна. Значи, може да заклучиме дека во период на зима загадувањето е поголемо. Јас би ве демантирал, иако не сакам да преминем во некаква политичка дебата. Ние сме тука денес. Така, бидејќи она што
што ние го кажуваме и го кажуваме врз основа на резултати од јавни институции. Добро. Го вели она за кое велам, а кое вие го демантирате. Еви, на пример, ќе ви го дадам на увид податокот Институт за јавно здравје 2010 до 2012 година регистрирани неоплазми во дејноста на здравствена заштита на деца од до 6 годишна возраст по статистички региони во Република Македонија во 2012 година. И вели, регионите ги знаете, Пелагонискиот регион, Вардарскиот и така натаму, во Пелагонискиот регион од 576 такви деца регистрирани, 222 се во Пелагонискиот регион, Вардарскиот 45, Североисточниот 38, Југозападниот 45, Скопскиот, кој по број на жители е многу голем, 167, Југоисточниот 20, Полошкиот 29, Источниот 10. Сега јас, значи, не сум експерт во ова. Само побарав информација од Институт за јавно здравје и тој Институт за јавно здравје долу во резимето вели: највисока стапка на морбидитет на 10.000 жители во 2012 година регистрирани се во Пелагонискиот регион 131%, Вардарскиот 39%, Скопскиот 31%, табела 7, диаграм 13. Значи, да не биде дека сега ние некаде на некоја дланка гледаме дека е тоа така, тој е официјален документ од Институтот за јавно здравје. И затоа велиме дека Пелагонискиот регион и Битола се најзагадени. Не затоа што нам насорни дојде, туку затоа што тоа го велат резултатите. Дека е така, истиот тој Институт и Заводот за статистика ќе ви каже колку е разликата помеѓу морбидитет и наталитет во Битола, но тоа ќе речеме, можеби не е од загадувањето. Затоа пак ќе преминеме во другите резултати кои РЕК Битола, за жал представникот не е тука, по своје убедување и по потреба на Министерството за животна средина, нарачало да се направи анализа на почвата. Тој институт се вика, не Сега сме да зборуваме и за квалитетот на воздухот, и за квалитетот на почвата, за загадувањето на затоа што РЕК почвата. Битола не го загадува само воздухот, туку тој испушта и тешки метали во природата. Тој резултат, еве го овде каде, значи го имам, ќе ви го дадам, имам и копија, сигурно го знаете. Една од лабораториите, лиценцирани лаборатории, која редовно врши мониторинг на РЕК Битола по со дозвола на Министерството за животна средина, ќе ви каже дека од овие 34 загадувачи, 38 или 42, само првата страна ја имам, на прво место е РЕК Битола и вели дека РЕК Битола извештај за мерење и анализа на тешки метали од стационирани извори согласно анекс 2 од протокол за тешки метали. Елем РЕК Битола во воздухот, односно во почвата, испушта 862 килограми олово, 100 кадмиум, 167 жима, 804 арсен и 576 никел. Дали тоа значи дека ние тоа го јадеме? Значи, еве, представникот на Министерството се не каже Значи, што тоа значи, но да, само уште да кажам. Добро. Проверете ги сите други капацитети. Сите други ќе ви го дадам, имам копија за да го проверите. Сите да ги соберете заедно, нема шанси да стигнат до овие резултати кои Елем, односно РЕК Битола ги испушта во слобода, значи во почвата. Ако вие имате 804 килограми арсен, а која сакате да земете? Тесна година има 6. Ерек Ослов има 140, не знам, Алкалоид има 0,35. Не знам, која сакате да земете? Сите се со нула, сите се со промили. Ова е 804 килограми, никел 574. Не знам, олово, замислете, 862 килограми. Еден Макстил кој се занимава со тоа испушта 650. Да ја оставиме господја Теши да одговори. Еве го и ова можете да го гледате и да ни посочите ако некаде Значи, вие изнесовте голем број на оптужби, ако можам така да ги наречам, односно податоци, пардон. Оптужби е нешто друго. Да, Јас не го податоци. оптужувам, тоа е официјален документ. Од институцијата као прво за јавно здравство, тврдите дека тие насочуваат на голема бројка на морталитет. Не тврдам јас, тоа е нивниот официјален документ. Јас само го приложувам. Океј, тврдат дека е така. институтот тврдат, но За јавно кажете здравје. ми, ве молам, зашто оваа анализа ја поврзувате исклучиво со загадувањето на Ние не ја воздух? поврзуваме. Експертите кои имаат програми, кои имаат истражувања, велат дека Светска здравствена организација го вели тоа. Дека најголемиот број на морталитет е токму од загадениот воздух и од почва. И ако вие имате вакви резултати, се запрашувате зошто е тоа вака. И еве да ги исклучиме можностите дека РЕК Ве Битола го молам, прави. ако сакаме да дискутираме, да ја држиме Значи- дискусијата во ниво. Јас не би навлегла на дискусија по однос на здравствени проблеми кои што ги здравствените проблеми кои што се ево тука во резултатите од Институтот за јавно здравство. Јас само тоа ме интересира. Вам здравството тоа ме ве интересира. интересира, но ве молам тогаш ако сакате
подетално, односно по јасно да знаете зошто е разлогот на овој голем број на морталитет, тогаш треба да приступите и кон читање, да кажам, и на други студии кои што ќе ве насочат конкретно на поврзаноста измеѓу загадувањето на воздухот и оваа бројка. Јас ви тврдам, дефинитивно ви тврдам, никако не можете овој голем број на морталитет, односно за децата конкретно беше тука, нели? Ќе можете исклучиво да го поврзате со загадувањето на воздухот. Молам да не насочите каде да ги бараме информациите и тоа резултати. Тоа е нешто друго, да. Ние ги бараме и сите ние дека се имаме, овде. ве молам се, јас ве слушав пазливо, ве молам слушајте ме и вие. Имаме бројка која што ето доаѓа од друга институција која што тврди дека морталитетот, нели, по овие општини, односно региони е ова. Тоа јас не тврдам дека е тоа вистина или не сакам да навлегувам на тоа, но денеска сме тука да разговараме за загадувањето на воздухот, односно животната средина. Доколку ја имате таа студија која што институтот тврди дека сите овие болести се исклучиво поврзани со загадување на воздух, ве молам дајте ја тоа. Значи сега вие веројатно како експерт за животна средина знаете дека под загадување и заштита на животна средина не спаѓа само воздухот. Спаѓа и почвата, спаѓа и водата. Значи, пак имаме бројка која што тврди колку е морталитетот присутен во тој регион. Јас исто тоа ви тврдам, но никако. Јас ви тврдам дека со 860 килограми. Ќе можам јас да кажам нешто, јас многу пажливо ве слушам. Значи никако не постои студија, поготово здравствена од здравствената организација или ВХО, Светската здравствена организација, која што ќе каже дека исклучиво, односно 100% секој морталитет е поврзан со загадувањето. Никој не го рече тоа. Ве молам, тоа е. Никој не го рече тоа. Значи, и тоа мислите дека ве иззема од одговорност? Апсолутно не. Така е. Апсолутно не. Тоа е друго. Али исклучиво да го поврзиме, тоа не можеме. Значи, ние не можеме да знаеме причини за, ево, имаше дискусија дека бројот на пациентите кои што се бројот на пациентите од канцер, нели, пардон, е во зголемување. Како може тоа директно да го врземе со загадувањето на воздухот? По однос на што? Загадувањето на животната средина, господјо. Тоа значи, стои. Зборуваме не само за воздухот, и за почвата, бидејќи ова рек што и прави на почвата. Затоа ве молам, уште еднаш кога ќе направиме овој тип на дискусија, да биде некој од здравствената бранша, па тие нека кажат што заправо значат овие бројки. Вие барем треба да знаете дека имате. Сега се согласивме. Не се согласивме. Сега се согласивме дека не можете апсолутно директно да насочите на загадувањето на воздухот, дека се главниот проблем на зголемување на болеста или било какви болести во државата. Јас се извинувам. Се извинувам. Значи загадувањето, имаме загадување на воздухот, загадување на почвата, загадување на водата. Дали рек Битола е најголемиот виновник за ова загадување? Факт е, дали е Битола најзагадена или е нешто помалку загадена, тоа во суштина за обичниот граѓанин не е многу важно, бидејќи битно е дека е загадено. Дали рек Битола е најголемиот загадувач? И потоа ќе го прашам Душан, тие имаат Душко, тие имаат предвидено бараат мерки токму од Министерството за животна средина. Јас пред да дојдам во студиото, па побарав од моите колеги од секторот за квалитет на воздух да ми дадат извештај за целиот прошли месец, значи ноември, по однос на квалитетот на воздухот во Битола. Од двете мерни станици, Битола 1 и Битола 2, се гледа дека сите други параметри се изнад дозволеното, осим загаденоста со PM10 честички.
Некои податоци ви даде кои веројатно преносат на друго место. Можеме да отвориме сега да видите. Значи ве молам, еве ги тука, може и да ги видите. А јас ги гледам секојдневно. Значи, исто и Битола, исто како и другите градови во Македонија се соочува со проблемот на зголемување на PM10 частичките. Значи, како сите други градови, не е нешто посебно повеќе или помалку. Посебно повеќе. Тоа го тврдам. Не повеќе од Тетоа. Јас, ама сега тие од Тетоа нека повелат, нека се бунат за Тетоа. Па сега, извинете, ние зборуваме за во ниво на цела држава. Ние зборуваме за рек Битола, Вие ако добро се тврдите сеќавам. дека рек Битола, односно Битола има најзагаден воздух во државата. Да. Тоа го тврдите. Комплетно Јас не најзагадена се животна сложувам. средина. Не само воздух, пазете, вие сте Добра. барем од одделот за животна, вие знаете, ако не знае господјата што значи животна средина. Животна средина не значи само воздух, значи почва и значи вода. Јас ви приложувам податок, демантирајте го, колку испушта рек Битола во почвата: арсен, никел, кадмиум, олово и жива. Поверете, прочитете го. Второ, имате тука исто овие податоци ќе ви ги дадам да проверите. Вие велите, заедно вие го имате ова направено и дадено до Советот на општина Битола и насочувате кој е најголем загадувач, не јас. После тоа, вие добивате вакви извештаи секојдневно, односно еднаш месечно, иако треба секојдневно да добивате од рек Битола. Овие се сите овдека собрани од 2012, 2013, 2014 година. Ќе ви дадам за право, само дозволете ми, како на лотарија, да излежите кое сакате од ова извештајче. Ево го првото. И ако сакате јас ќе ви читам, бидејќи вие нема да прочитате, СО2, значи сулфур диоксид. Максимална дозволена е 400, 4844. Максимална дозволена 400, 5345. Земете ги сите овие, ќе ви ги дадам на увид, имате вие кај вас. Видете колку дена во тие 3 години не им работела мерната станица, ни едната, ни другата, ни третата. Видете колку дена е. Како ви одговарате на Како ќе ова? одговарат? Како да никогаш не се гласува јавно значи- никаде. Како да одговарат? Не, Никој не се го вистина. јавно со овие резултати ги немате вие на вашата официјална веб страна. Овие Како ги извештаи. добивате вие овие? Ги добиваме согласно законот за пристап до јавни информации. Значи можни се. Да, јас можам, дојдат јас до знам, пенсија. но не знаат луѓето во Битола. Не знаат што се случува со рек Битола. Тоа значи дека се информирани луѓето. А сигурно не се, нека им кажат Значи, колку овака. мазут троши рек Битола, нека им кажат на луѓето. Рек Битола е загадувач. Е тоа ми сакав да го чујам. Апсолутно, тоа Ете никој така. другачие не сме ни да тврди. Ете така, тоа е добро. Рек Битола, согласно законот, е дефиниран како постојна, односно постоечка инсталација. Фабрика која што почнала со работа пред да дојде законот за, да кажам, поготово делот за индустриско загадување. Пак ќе тврдам, согласно законот, Битола има право на како да кажам, на дозвола за усогласување со оперативен план, Така? односно на период транзиционен, унутар кој што период ќе треба да се усогласи со новите барања од законот. Тој транзиционен период почна 2006 година и завршува 2019 година. Зошто? Затоа што тоа законот така го налага. Но зошто? Прашајте ми зошто? Зошто овие 7 Сега години? ќе ви одговорам. Еве ги Господине, овие. сега ве молам, дајте јас да разговарам, да изнесам Ајде. тоа што мислам. Ајде. Јас не ве прекинувам, ве слушам. Да. Вие не сте револтирани Во- затоа живеете молам? во Скопје, ние живееме во Битола, кај што има 205 болни деца, Да оставиме 7 Добре. долго заболени. Ве молам. Сега да не ја банализираме Не, дебатата јас не. Ако е полека. банализирање, пет Ние нови деца тука од карцином. не сме еден против друг, ние покушаваме да прво да идентификуваме проблем, па да најдеме решенија. Јас нити сум против вас, вајда така не ме доживувате. Не ме доживувам, не. Апсолутно јас така не Само ви ги доживувам. релативизирате работите, иначе не сме Не е полустојни така, еден против друг. да. Значи, рек Битола доби транзиционен период максималниот кој што законот го налага. Доби па беше А одложен, зашто? да бидеме конкретни, Затоа нели? што Ама не беше кога така. се Доби па им го одложен, ама да не се залажуваме. добро. Доби 7 годишен и им го пролонгиравте. Така тоа За треба да се колку каже. време им го До пролонгирате? 2014 имаат и од 2006, нели? Во 2014 се пролонгира до крајот на 2018, односно 2019. Нели тоа мисламе коректно да Зошто се каже, беше нели? пролонгирано? Значи овака, како што реков, транзициониот период почнува од 2006 година, До 2014. завршува до 2019 година. Ама сега е тоа пролонгирано во Не е 2000. вистина. Законот така е од кога е донесен. Имате одлука вие на влада?
До Каква 2014 одлука? требаше да се усогласи регбитола за интегрираната дозвола. законот, Значи, ве молам, зборуваме за прочитајте го. интегрирана дозвола. за интегрирана дозвола. Да објасниме Не што само значи за тоа, А значи, тоа интегрирана, значи дека- туку за сите и за А и за Б исто, за сите индустријски Регбитола има загадувачи. само А, интегрирана нема Тоа потреба од значи Б. дека регбитола треба да добие дозвола. Тоа значи емисии што се делот на може да законот испушта. кој што го опишува индустриското загадување е 12 поглавје и 14, значи подетално таму Знам, можете да ја видите постапката. Од 2006, односно 2005 со имплементација 2006, законот како се вели, законот предвидува транзиционен период од 13 години, почнувајќи од 2006 до 2019, без икаква промена до сега. Не беше до 2014. Со тоа го што, тврдите дека не беше? ве молам, до 2014 година оперативниот план се дискутираше измеѓу Министерството само и операторот кој што аплицирал за дозвола. И До 2014 сите тие инсталации, односно оператори кои управуваат со инсталација, доколку не можеа да го не е важно. имплементира законот, од владата ќе добиваа пролонгирање која што не sme да биде повеќе од 2019 може сега да се година. надоврзуваме од и Ве молам, тоа е Многу работи транзиционен само, период кој што предвидува 13 години вкупно. Министерството апсолутно не работи противзаконски и јас тврдам дека тој закон не е променет од кога е донесен. еве сега ако може јас Да. да се наводам ве молам. Значи Кога е важно? сето тоа што рековте, а интегрираната дозвола е заправо дозвола која што и се дава на инсталациите кои што се На така индустрија, наречени IPPC, односно индустрија. И таму во дозволата се опишани сите услови како треба една инсталација да работи. Не само по однос на емисиите, туку управување со отпад, емисии во вода, емисии во Дали тоа значи дека во воздух, моментот енергетска во ефикасност и 2019 така година, натаму. дека кога регбитола ќе ја има таа дозвола, Ако дали не тоа значи дека загадувањето значително ќе се намали? Може јас нешто да кажам? Регбитола, значи ќе ја добие регбитола Извини се. како дел од термоелектраните во државата. Согласно одлуката донесена од енергетската заедница, тие добија право да бидат дел од планот за национална редукција на емисии. Овој план Разбрав само предвидува, Тројца, Македонија. молам, Мислам, не разбираме што е тоа. па сега не знам како другачие Не, да го добро, можеме да наречам. разбереме. Не, планот предвидува, ево тоа баш и намеравав, периодично да се постави десулфуризацијата, односно систем на намалување на сулфурот диоксид како емитер, нели? И сите други емисии, односно полутери кои што се генерираат во текот на процесот на производство. Тоа е тој национален редукционен план. Доколку сакате подетално, ве молам, тоа ќе го најдете во нашата веб страна или можете да дојдете до Министерството и да видите што предвидува. Значи, овие транзициони периоди не се периоди кои што сме ги смислиле ние како држава, туку се практики пренесени од Европската заедница и таму исто секоја нова директива кога влегува во сила, мора да и се даде на државата, односно кој е бенефишери од таа директива, корисник да се даде период за транзиција. Пошто никаде во светот, сега ве молам, никаде во светот не можете еден закон кој што е толку технички, како што е законот за индустријски емисии, да се имплементира од денот на донесување. Значи, мора да се предвиди транзиционен период. Во тоа време, 2006 година, односно 2005 кога се пишуваше законот, тие предвидеа 13 години транзиционен период. Во тек во Министерството е проект, Twinning IPA проект, со помош на кој ќе го менуваме законот за индустријски емисии, ќе ја транспонираме новата директива за индустријски емисии. Значи, конкретно што ќе значи тоа? Ако не јас може би да излезам да си. Конкретно со други зборови, законот, постојниот закон во текот на работата, нели ние сме
уочиле многу грешки, да кажам, многу гапови, односно дупки, како ги нарекуваат. Као прво тие ќе покушаме максимално да ги отстраниме. Добро. И нормално новите моменти кои што ги предвидува новата директива ќе бидат дел од нашиот закон. Груевски. Благодарам за приказните пред спиење, затоа што сум стварно револтиран. Морам да ви кажам една работа. Додека вие признавате или не признавате, додека вие барате нови методи, луѓе и деца умираат во Битола. Показатели има зошто умираат, дел од тоа што умираат е причина, ова што ви го покажувам. Ќе ви кажеме нешто друго, затоа што приказните што ви кажувате треба да ги кажете на друго место. Рек Битола има тука наведено во нивната прва апликација колку средства треба да вложи во одделот на заштита на животна средина. Вкупната сума е 3.192.000 евра. Господјо Татеши, до 2014 година, ако сакате да ви читам по ставки, за која ставка колку требало да се инвестира. И ако вие мене сакате да ми кажете и на јавноста, дека тие средства не можеле, како што рековте, да ги најдат овие од Елем и да ги задоволат потребите и стандардите за заштита на животна средина, а градат, односно градите со ваша помош, Елем административна зграда од 14 милиони евра, односно 11 плюс 3 за фасадата, а таму умираат луѓе, тогаш не знам на која планета живееме ние. Не знам за што зборувате, за какви не знам европски стандарди зборувате, за какви гафови што сте ги виделе па сакате да ги промените. Зашто вие зборувате? Умираат луѓе секој ден таму. Секој ден има ново заболено од карцином, господи. И вие ми кажувате дека сте ги увиделе грешките и сега ќе пробате да ги решите. Јас ви кажувам дека битолчани, ви кажувам јавно, немојте нема се како јас не ви упадам. Тоа што јас го реков. Вие рековте дека вие сте увиделе неколку грешки, ќе ја вратите, ќе ја гледате емисијата и ќе видите што сте рекле. Дека вие сте увиделе неколку грешки, пропусти во целата им. Ќе видите, ќе гледаме заедно, ако сакате повелете во Битола, ќе гледаме заедно емисијата. Велите сте увидели и ќе пробате да работите на нивно подобрување, господјо. Додека вие увидувате и работите на подобрување, во Битола умират луѓе. Секојдневно деца се заболуваат од канцер. Тоа е паника. Јас ви кажувам дека ќе дојде време кога битолчани ќе ви блокираат цел енергетски систем. Па макар и да донесете војска таму. Знаете зошто? Не, дозволете ми, затоа што луѓе умираат, господјо. Вие мене ми кажувате дека сте ги усладувале европските директиви и не знам какви показатели. Кои директиви? Зашто зборувате вие? Имате во етерот 3500 сулфур, имате 800 килограми олово и вие ми кажувате приказе за малите. Мислам, не знам што зборуваме ние тука. И уште викате 100% не сте сигурни дека заради загадувањето на воздухот почва да и водата луѓето умират. Не, умират од и марсовци ги рапаѓаат можда. Видете што се случува во Битола. Знаете ли вие дека Елем има свој хотел на Пелистер, знаете ли? Знаете дека хотелот Молика е на Пелистер? Знаете дека е во собственост на Елем? Знаете дека водата не се пие под Елем? Затоа што немаат прочистителна станица? Каде сте вие како министерство да реагирате? Зошто не сте навеле да имаат прочистителна станица? Зошто фекалиите течат низ Пелистер? Зошто луѓето вода не може да пијат? И вие ми кажувате европски директиви. Ве молам, мислам, срамно е да го зборувате тоа. Рек Битола е еден од најважните индустријски објекти во земјава. Рек Битола не снабдува, ако не се лажам, со 80% електрична Македоната потреба на Битола со морталитет. потребата. Ја снабдува. Да зборуваме за тоа точно, меѓутоа сакам Значи, да пак уште еднаш, да... само апропо ова што се рече, во Битола Вие најголемиот проблем... како јас. Госпоѓа ја води емисијата, не вие. Значи, показателите се направени, односно оваа анализа е направена врз мерните станици кои што се поставени во Битола 1 и Битола 2. Најголемиот проблем во градот е PM10, како што во сите други градови, и најголемиот пик со PM10, например, е 300. Сега јас Ова зборувам. е изнад, тоа стои. И знаете така колку пати? Стои, Колку пати е изнад? стои, ве молам се, немој прекинувајте. Да. И знаете колку пати? А со сите други параметри, сите се испод. Сега Значи, уште ево, нешто. CO, O3, односно озон, NO2 Уште ова само и да кажам за SO2. грижата нивна и не зборувам Да. повеќе, бидејќи мислам дека сме на погрешна адреса или на погрешна планета. Ова е документ од Министерство за животна средина каде што господите работи. До председателот на Совет на општина Битола. По наше барање на Сдруженијето за нас се работи и граѓаните поднесовме иницијатива да видиме зошто мерната станица во Битола не работи и кои се одговорите на господата од Министерството. И што беше? Добија тие, па го преносочија кај нас, вели. Нефункционалност на мерната станица Битола 2. Мониторинг станица Битола 2 поради недостаток од резервни делови
и потрошен материјал, значи тоа е мерна станица, не е од НАСА, не е ракета, тоа е мерна станица. Значи, слушате, нели, поради недостиг на резервни делови потрошен материјал не е во функција од јули 2012 година. За другата рече да биде со редовна годишна набавка на резервни делови за 2015 година се планира да се поправат анализаторите на станицата. И сега вие сакате да ми кажете дека Министерството се грижи за Битолчани? Мислам... Не, тоа ми беше едно од прашањата. Не знам кај живееме. Груевски, тоа ми беше едно од прашањата. Значи, вие ми рековте во една прилика кога разговаравме, значи како што реков, Рек Битола ја снабдува Македонија со 80% струја. Значи, Рек Битола сега, барем за сега, мора да продолжи да работи, бидејќи ќе останеме без струја. Тоа е друга тема е како работи Рек Битола, кои блокови работат и така натаму, нема да навлегуваме, бидејќи за жал представниците од Рек Битола не се тука. Вие ми рековте во една прилика кога разговаравме дека сте биле на некоја дебата на која се зборувало за енергетската стратегија на Македонија до 2030 година. И таму практично не станало збор за обновливи извори на енергија, за газ и така натаму, бидејќи во стратегијата главниот акцент е ставен на јагленот. Речено е дека, вие така ми пренесовте од дебатата што сте ја слушале, дека ние не можеме да го напуштиме јагленот и според вас во тоа производство на струја и енергија на јаглен се пресметани човечки животи. Кој чина $200,000 според американците, го рече господинот, да не го именувам бидејќи не е тука. Мора да знаат луѓето, бидејќи господјата знае, јас знам, другите не знаат, дека лигнитот во Рек Битола има недоволна калорична вредност. Рек Битола малте не работи и на мазут. Таа произведува електрична енергија и на мазут. Дали го знаете? Не е вистина, ова не може да биде вистина никако. Добро, тогаш зошто е зголемена потребувачката на мазут во Рек Битола? Значи, господине, не, добро, кажете ми сега, зошто е зголемена? Вие тврдите дека не е вистина. Ама не, викате не е вистина и сега ми ви тврдам и оставете ми да дотврдам, па вие кажете како сакате. Значи, зголемена е потребувачката на мазут во Рек Битола, калоричната вредност на јагленот не е. Од каде ви се тие податоци? Од Рек Битола, од луѓето кои работат таму. Тоа е една работа и втора не е официјално. И втора работа. Па кој тие не доаѓа представник од Рек Битола на емисија, официјални документи барате. Тоа е точно. Ве молам, кажете ми дали некаде официјално Рек Битола извадил извештај од нивните мерни станици. Каде официјално го изведи? Овој. Дали вие имате соработка? Само уште ова сакам да ви кажам, имаат како не. Само уште ова да го кажам, ве молам. Поради пример извештај за контрола на квалитет за јуни 2012, зборувавте многу долго. Поради дефект на пумпа од 6 до 30 во село Рибарци мерата не се извршени. Поради дефект на пумпа од 1.6 во Гнотино не се измерени. Во детали, не одиме во детали затоа што господинот што не дојде, јавно имам негова изјава, јавно велеше дека ние во континуитет го следиме квалитетот на воздухот и нашите мерни станици уредно и не знам како им покажувале колку бил загаден воздухот. Еве го нивниот извештај нема ништо. Вели дефект не работат, 5 месеци не работат, 1 година не работат. Јас се замрзосна на што тој виде дека не се загадува. Еве ова од каде? Еве го извештај до вас. Господине, како не е вистина кога ќе ми дозволите да кажам? Како не е вистина кога еве го извештај? Ова извештај стигнува од Значи, дали вие сакате да слушате факти кои што нема да се слушаат? Јас ви покажувам фактите, што има да слушате фактите. Да не криваме тензија. Да, не сега да слушаме факти. Еве, кажете ми дали ова погрешно е? Значи ова повеќе ми личи на монолог отколку диалог, апсолутно. Со Рек Битола, со Елем околу ова загадување. Значи тука има многу ствари кои што би сакала јас да ги наведам. Прво тоа што господинот рече мазут. Значи Рек Битола со таа технологија која што е инсталирана во инситу, односно во терен, никако не може да користи мазут. Па сега ве молам, оставете ми да довршам. Извинете малку, можда и јас излегов од контрола, али сега ако сакате да слушате, слушајте. Ма вие никош не не слушате нас Па сега, јас ве слушнав. Не слушате. Ве молам. Да биде на ниво дискусијата. Значи технологијата која што е на терен за која што користи гориво, како гориво користи сигурно јаглен. И таа технологија никако, али дословно никако, не може да користи мазут, пошто е конструирана и градена на тој начин само да користи
јаглен. Иначе, доколку користи друго гориво, би се расипало, тоа ви гарантирам. Мазутот се користи, ве молам, само во фазата стартап, односно кога ќе започне со работа. Во тој случај се дозволува, односно тој горилникот, односно бренерот, како се вика, така е, користи мазут. Иначе, котелот кој што користи јаглен, односно е конструиран за користење јаглен, не може да користи друго гориво. Тогаш, во што е проблемот? Проблемот е зошто ве прашам, зошто е зголемена потребувачката на мазут? Како очекувате јас да ви одговорам на тоа што тоа? Значи, ве молам, ако ви тврдам... Господја да ми тврди дека рек битола не може да работи на мазут, кога не се праша... Па дали ме слушате што ви реков? Значи, котелот кој што постои таму, конструиран да работи со јаглен, не може да гори мазут. Нормално дека знам. Зошто е зголемена потребувачка на мазут? Ова не е мој проблем. Апсолутно не е мој проблем. Ве молам. Значи, вие, ако сакате да дискутирате, дајте да дискутираме со релевантни и факти, а не јас сум чул дека користат мазут. Ве молам. Од каде е податокот? Еве ги пред вас е едното Министерство за животно подпишано лице официјално. Господине, мазут за производство на струја не користат мазут. Не, него е зголемена потребувачката на мазут. Сега врз основа на ова што сакате да кажете? Дека тие произведуваат струја на мазут? Не, доливаат мазут во јагленото. Не е можно тоа. Тоа што прават? Значи, тоа, дајте, покренете истрага и видете што прават. Значи, јас, извинете, ви тврдам дека таа машинерија не може да користи мазут. А за стартап од како го користи? Стартап е друго, бренерот тука работи со мазут и тоа е друго. Добро. Значи, не е исто. Добро, во ред. Епа ве молам. Да не ја пролонгираме дебатата затоа што немаме представник од Рек Битола, не може да ни одговори. Нема дека господјата одговара за Рек Па Битола. јас одговарам. Мислам, јас не сум представник нивен, јас само можам, да. Вие Груевски, вие предлагате мерки. Вашите мерки се од вашите предлози се упатени до Министерство за животна средина. Што би требало Министерството за животна... Јас, извинете, останав уште малку по однос на мерењата. Тие мора да постават мерења секој месец и тоа го прават. И јас, нажалост, донесов само генерални податоци за градот Битола, но јас лично сум ги видела податоците од Рек Битола месечно. Можда мерната станица нивна не работи, но тие ангажираат консултантска куќа која што им врши еднаш месечно анализи. Еве ги господи пред мене се зашо зборувате вие? Вие сега рековте дека за мерењата зборувам и јас. Празно, не работи. Еве го другото празно, не работи. Значи зашто зборуваме сега? Кои се вашите предлози упатени до Министерството за животна средина за да се намали загадувањето во Битола? Еве јавно им ги упатувам сега. Прво да не го лажат граѓанинот во Битола. Тоа прво им го упатувам. Јас лично и персонално со сета одговорност што може да следи после. Да бидат транспарентни. 100% транспарентни. Да излезат да им кажат што на луѓето значи присуство на 862 кг олово, што за луѓето значи 100 кг кадмиум, што значи 600-800 кг арсен. Што да направат за да се намали? Не првен да излезат што тоа значи да им кажат на луѓето. Јас нема да ги замарам да се малтретираат, да излегуваат од своите кабинети. Нека излезат јавно и нека им кажат што значи зголеменото присуство на овие тешки метали во почвата во Битола, тоа е прво. И второ, нека им кажат на луѓето од Битола, од Министерството за животна средина, што значи зголеменото присуство на сулфур диоксид во воздухот испуштен од Рек Битола надвор од дозволената пропишана граница во континуитет од 3 години досега, а другите резултати ги немаме. На увид ќе ви ги дадам оние кои вас ви ги испраќа одговорно лице во Елен Битола, сега ќе ви го прочитам името, Служба за техничка сигурност, раководител Зоран Михайловски, дипломиран инженер. Тој ви ги испраќа овие податоци секој месец до вас, како Министерство за животна средина, вие ги добивате и иако воочувате дека има зголемено присуство на сето ова што ви го велам, си седите во своите кабинети и ги штитите нив затоа што тука се работи за нешто друго. Но тоа мене не ми смета. Мене ми смета тоа што луѓе умираат во Битола додека вие зборувате за некакви алтернативи, за некакви грешки и слично. Мислам, безпредметно е да разговараме на темата. Поставивте многу прашања, ве молам, по однос на почвата. Кажете ми во кој дел на почва од околието на Рек Битола
се направени овие анализи. Технова лабораторија која сте ја препорачале вие ангажирал Рек Битола, ќе ја прашате технова лабораторија, не мене како вие. Тогаш ве молам, не изнесувајте податоци ако не сте влегле во студијата да ја прочитате како Целосно треба. студија имам, ова е само лично да го видите. Молам, кажете ми во кој дел на Рек Битола се направени овие анализи? Значи околу 5 Во километри, кој? околу 5 километри Каде? радиус околу Рек Битола. Каде? Стои во студијата, ќе ви ја дадам Во линкот и ќе електраната, во Околу електраната. околу електраната. Во почвата, во Белованија. И што значи загадувањето на тоа 5 километри, рековте? Да. Што значи тоа Значи дека во Новац имаме загадување? нема дете кое нема алергија на белото, А и значи како дека дојдовте до овој податок? Јас Дали како вие да- знаете како подземните води, каква насока има во тоа Со окружение? ружата пак вие лево десно север. Не е ружа на Чекај да ме ветровиова. прашам нешто, Започва нема потреба зборувам. да Дали разберам. знаете? Дали сметате дека ова Ве е молам. нормално? Тоа Ве само да молам, прашам. господине драги. Дали сметате дека ве ова е молам, нормално? сите анализи, односно податоци кои кога ќе ги изнесувате, прво пристапите озбилно кон секоја Најсериозно, студија. цела студија ја имам, ќе ви ја дадам на линк да ја прочитате, да ја видите. Океј, тогаш кажете ми како ова делува до новаци, ако сте ја прочитале студијата. Јас лично како не делува. сум ја. Еве како делува. Еве како делува. Ве молам. А како делува? Нема да еве дискутирам еве јас повеќе. поима немам. Кажете ми вие како По делува да однос- имате 100 и 804 килограми арсен годишно. По однос на Кажете ми како транспарент, делува. ве молам. Не сакам да... Немојте да. со Кои тоа. се вашите Како Извинете, делува? Луѓе има умират и вика пре- уште немаме ние доказ. Ма немојте да вие срамоте и греоте. Вие ќе одговарате Однос некогаш на не вие, односно министерството, транспарентноста. ќе одговара за молкот ваш. По однос на транспарентноста, Министерството за животна средина е, мислам, едно од најтранспарентните министерства во државата. Сите овие податоци што ги имате сте ги зеле од нашата веб страна. Све што сте побарале, ве молам се да довршам. Ова го нема да не стане. Па тоа сакав, све што сте побарале сте добиле. Ама ние. Па вие. Ама мислите дека 2 Да. години Голгота секој човек има Во може да нашата веб страна се наоѓа нивната апликација. Добро. Во таа апликација стои све што се однесува до Рек Битола. Дали ви имате Во обврска да ја сите- објавувате јавно? Ова, Која? Ова и невите извештаи? Не, тоа не. Немате Тоа и обврска? Европа не ги објавува. Значи, а Да. ние зошто ги добивме ние? Дека сте Затоа што транспарентни? секој што бара може да ги добие. Дали ви имате Сега, обврска со извинете, областни резултатите нешто да реагирате? Постојат Имате ли обврска да реагирате конвенции, некако? конвенции и директиви кои што укажуваат како се однесува институцијата со една јавна информација. Која е јавна, која не е Ја премолчување. премолчувате, господи. Не е премолчување, не може све. све. Баш вие гајле, Па и Што во Европа, Битола умираат луѓе, баш значи, вие, баш гајле. конвенциите и директивите не се за џабе донесени. Јас ви Постојат кажувам. правила Така. како се објавува која информација и како. Ние ги следиме тие правила. И не ги ние следите? сме Вистина транспарентни. ги следите? До Еве сега, крај. еве сега дека Да. лажете, да ви кажам дека лажете, дека не ги следите. Ма, не, Уште да- овој да не одиме Мислам, со одиме, лажење. Па, мучи, кога се лажеме, како да кажем, дека извртуваме вистината. Министерството за животна средина направило истражување согласно ова е твининг проект, пилот програма за подобрување на квалитет на воздух во Битола единствена во државата. Кога е тоа направено? Направена од 2006 до 2011 година. Министерството ја доставило до Советот на општина Битола и дало препорака, го имаме и документот со кој дало препорака, оваа програма да се изгласа и нејзините мерки да се примерат. Во дел од мерките задолжено е Министерството за животна средина и Рек Битола да направат неколку од тие долгорочни и краткорочни и среднорочни мерки. Знаете што направиле Рек Битола и Министерството за животна средина? Ништо. Знаете зошто? Што? Затоа што баш име гајле за луѓето во Битола. Знаете зошто велам дека име гајле? Ако Елем троши милиони евра некаде по Скопје и по Македонија, а нема пари да направи прошествителна станица на Молика, на Пелистер, и ние кога ти не дојдат странците да ги носиме горе со билначе вода од Битола, ве молам, мислам, тоа е безобразлук. Видете, Ние треба да зборуваме да дека не- тие се да многу не- транспарентни. Да не се нервираме, да не се Како караме, Вчера да не бев се на погреб, како да не се нервираме? Луѓето умират и велат нема спас, господо. Не знам колку барања не сме поднале до сите да реагираме. цела држава умираат луѓе од загадување. Не како во Битола, Не би- ама не не како би- во Битола. не е само Ве молам. загадувањето. Ама еве го. Јас тогаш би Еве ве го замолила податокот дека во Пелагоничен регион умират најмногу. да Кои- побарате од Институтот за Мораме да јавно привршуваме, здравство, да знам да привршуваме. побарате да направат подетална анализа. Направија професорот Драган Ѓоргов ќе ви Да, каже. подетална анализа зашто е Имаме зголемен дебата бројот со на професорот. канцерогени Требаше ние заболувања, да го викнете, ќе ви така каже тој. и каква врска ќе направи, значи тие самите да ја направат. Ќе дојдете на 24 Корелацијата измеѓу загадувањето и Знаете колку пати е тоа направено, господино? јас не сум Гревски, видела не ми Ама вие така. ако сте кажавте, виделе, не ми тоа е ваш кажавте, проблем. значи не ми кажавте накусо, затоа што стварно мораме да завршиме.
кои се што велите вие, што треба Министерството за животна средина да направи за да се бидејќи не е само рек Битола загадувачот, загадува сообраќајот и загадува грејењето. Никој не го порекнува. Значи, можеби треба да се воведат мерки за грејењето и за сообраќајот кои што би го намалиле тоа загадување. Што предлагате ви, што барате ви од Министерството за животна средина? Еве сега ќе ви кажам. Значи, Министерството за животна средина треба да ги поттикнат, да ги натера и не знам што да им направи на загадувачите да го стандардизираат процесот на производство на електрична енергија, процесот на загревање на домаќинства, сите други процеси кои доведуваат до загадување. Како? Согласно закон. Имате закон загадувачот плаќа. Добро. Рек Битола не плаќа денас. Не плаќа денас. Дава некој бенефит од 250.000 евра на општината и тоа преку Министерството за урбанизам. Тоа е прво. Второ, ние имаме не наш предлог, туку предлог кој самото Министерство го дало. Топлификацијата која беше ветување на сите политички елити е завршена приказна. Таа е невозможно да се направи, барем согласно она што другите експерти го велат. Иако дај Боже да грешам. Ние сега побаравме во овие две, сега имавме 3-дневни блокади во Битола и побаравме две мерки. Да. Едната мерка е во надлежност на локалната власт, да се направи режим на сообраќајот од 18 часот до 1 после полноќ, бидејќи се докажа и признаваме и знаеме дека е така, дека покрај рек кој е повеќе од 45, тука стои проценти загадувач, од 45 до 50% тој е оној кој е загадувач животната средина, домаќинствата и институциите, загревајќи ги своите простори, до 34% загадуваат во зима. И ние знаеме дека е така. Тоа е докажано дека е така. Да беше направен проектот топлификација, Битола немаше да се соочува со само загадување. И сега ние бараме, согласно искуствата во Европа, оние луѓе кои живеат во близина на ваква термоелектрана, бидејќи де факто се загадуваат и од термоелектраната, се загадуваат и затоплувајќи ги несоодветно своите домаќинства, побаравме да се оттргне она ангажирана моќност од 33% на сметките на електричната енергија и да имат бенефициран киловат часови. Во замена за некаков бенефит за она што тие се загадуваат или барем да го заменат процесот или начинот на кој се загрева. Па доколку рек Битола не загадува и не ја загадува Битола со производството на електрична енергија, нека ни даде и нас да се грееме со електрична енергија која ќе биде прифатлива за домаќинствата и ќе го решиме проблемот додека ја донесат таа фамозна топлификација или гасификација. Значи тоа е нешто кое надвор во Европа луѓето кои живеат околу електраните го имаат како бенефит. Ако сметаат дека им се важни луѓето кои таму живеат и дека не е добро да умираат вака како што тврдат здравствените организации, дајте да најдеме начин. Ние зборуваме уште дајте да утврдиме дали навистина луѓето умираат од загадување. Ајде, мислам. Значи тоа зборуваме. Што е вашиот одговор? Можат ли да се спроведат тие мерки што ги бара организацијата? Значи тие мерки се веќе познати мерки и мерки кои што свесни сме сите. Заправо прво факторите кои што донесуваат, односно придонесуваат во зголемување на загадувањето на воздухот. Како што веќе спомнав или можда разговаравме пред да влеземе во студио, постои исто така и репорт, односно извештај од Агенцијата за животна средина Европската, исто по однос на загадувањето на воздухот. И таму исто може да видиме, односно да прочитаме дека како главни фактори на загадување на воздухот се управо ова што веќе е спомнато. Значи, сите сме свесни кои се главните извори, но за да се направи нешто во подобрување на квалитетот на воздухот, треба да се донесат, односно треба да се превземат мерки кои што се подолгорочни. Мерки кои што траат многу и осим тоа, значи мерки за да се применат, нели, траат многу и осим тоа бара и соработка, интерсекторска соработка меѓу многу министерства, како и соработка измеѓу централното и локалното ниво. Тоа владата би требало да го организира. Министерството како единка во цел овој зинџир на авторитети, ако можам да кажам, сама не може ништо да направи. Ние нормално идентификуваме проблеми, насочуваме решенија. Зошто не се имплементират не сами? Да се надеваме дека новата влада посериозно ќе се фати, без разлика кој ќе ја формира, посериозно ќе се фати за овој проблем, бидејќи факт е дека Македонија се разболува, многу деца
Јас исто би сакала умира. да додадам на Јас би сето сакал ова, малку да се вметнам. битна е многу и јавната свест по однос на, кажам, екологија, ето, онака популарен израз за да можат сите да ме сватат. И јавната свест на поединецот во оваа држава треба малку да проработи во зголемување на таа јавна свест за тоа што го обколува. Вие сте тие Министерството за животна средина и владата, вие сте тие кои што треба да направите кампања за да се поткрене Верувајте, граѓанинот. кампањи има многу. Да ве Проекти, ве молам, проекти има многу кои што сега се ево ongoing се одвивале. Значи, кога велам за свест, почнувајќи од фрлање на отпад по реки, по езера, по планини, вајда не очекуваме од нас како Министерство за животна средина да делуваме како полицаец во секое чоше во државата. Така треба да Значи, да ве молам, Треба да има Може и јас инспектори. нешто да прашам? али зашто да се чека инспектор да казни за нешто што вие сами треба да знаете Затоа што дека е така тоа се гледа во лошо? светот. Затоа што така се Не е гледа. така Да ве прашам лошо. нешто. Ве молам, не е така. Дали Министерството Тоа е за животна друга- средина тоа е знае- А широка кога тема. тврдам менталитетот и кога тврдам граѓанин, мислам од обичниот граѓанин до најголемиот Да ве прашам политичар. нешто. На Дали сите. дали рек битола и она што ви го напоменувам, значи загревањето несоодветно на домаќинствата, допринесува за зголемување на загадувањето на животната средина и дали Министерството за животна средина конечно има некаков начин, модул или слично да го реши тој проблем на битолчани, бидејќи станува неподнослив. Апсолутно да. Битола е загадувач, тоа стои и никој другачие не смее да тврди. Битола сите емисиони, односно загадувачи, му се изнад дозволеното, но битола е во транзиционен период и има право до тој период да ги среди, односно После да ги две- имплементира новите После технологии. 2019 вие тврдите дека помалку ќе биде загадување. Јас тврдам дека тоа што ќе испушта битола ќе биде поконтролирано. Добро, ви А благодарам. по однос на генералниот квалитет на воздухот во Битола, тука треба уште многу мерки, И сега осим само уште да ви кажам индустријата, нешто што не го за да знаете, се или го да се премалкувате, подобри да го знаете. квалитетот Добро е да го знаете, нема на можност да ви воздухот. покажам фотографии. Знаете дека целиот процес на производство на електрична енергија и справување со одлагањето, значи на пепелта и така натаму, ван стандарди се работи во рек Битола, го знаете тоа? Па само што реков дали знаете? Господ, па знаеме и за емисиите во воздух исто што се изнад Дали нешто дозволеното, преземате околу знаеме. тоа? Се превзема како што веќе наведов унутар законот во транзиционен период, тие мора да ги применат сите нови До 2019. И уште ова да ве прашам Не, и завршувам. добре, Дали има окей. можност, дали постои теоретска Добро. можност да владата и министерствата заедно им го пролонгираат повторно период на рек Битола, дали постои можност доколку не успеат да го ускладат она што се бара од нив, како стратешки. значи како што реков, Дали постои можност да се рек одложи? Битола нема одложување, тој Не, до добива 2019 мора. дополнителен рок за Еднаш е продолжен рокот. не е продолжен Не, продолжен рокот. според Тоа е од 13 години до така е 2019. транзиционен период кој што е еден пакет поделен во две фази. Нема Нова пролонгирање. формулација на закон. Дали има можност Не е после нова 2019? формулација, ве молам се да не навлегуваме. 2014 министар Па не- законот е ист од кога е донесен, Добро, како дали нова постои- преформулација. Добро, се извинувам. Дали теоретски постои Јас можност ви да им се реков даде во дополнителен период? почетокот ви наведов дека рек Битола како сите термоелектрани во државата и во регионот согласно одлуката на енергетската заедница добија право да се дел од национален редукцијски план. Во тој план е предвидено како ќе се намалат емисионите. Ве молам, погледнете го Добро, планот. го погледнав планот, и- дали теоретски постои можност да се пролонгира тоа систематизирање, одно стандардизирање и после 2019 година? Ако го Дали постои погледнете тоа систематизирање, односно Го погледнав и таму вели дека постои теоретски можност да се не одложи сте го повторно. погледнале. Редукционото намалување на сите емисии, Така. надвор од тоа планот, доколку не го исполнат, не постои. И? Во планот. Така, значи Да. нема да им се одолжи после 2019 Тоа можност да што се наоѓа во планот на национален редукцијски план, односно НЕР, Добро. Тоа мора да се тоа го имаше за мора да се 2017, па го задржа. пролонгира. Благодарам Значи, многу, не го ви знаете благодарам планот. многу за Не го дебатата, знаете. ви благодарам многу Само за е тоа лошо дебатата. што ги Јас доведете се до замуна луѓето. извинувам, можда малку бев, Со една дебата не може да се реши Јас не се проблемот. Јас се Меѓутоа извинувам, ќе имаме можност уште да зборуваме за оваа тема до 2019 сигурно
И по 2019 сигурно. Да се надеваме ви не по гарантирам дека е така. 2019. Не, никој не тврди 2019, погледнете го планот, па ќе видите. Штета што сте комотни во овој. Ви благодарам. Благодарам што ме поканете.